Бенефитот од владењето на Социјалдемократскиот сојуз е очигледен, посочи Благој Бочварски. Изминатиот период за нив беше плоден, бидејќи успеја да реализираат поголем број на проекти од различни области, а сега продолжуваат и со проекти кои нудат безбедна и современа патна инфраструктура, додава тој. И ние како централна власт секогаш гледаме низ таа призма, да работиме на проекти со кои можеме да обезбедиме нови работни места и подобри услови за живење на граѓаните. Токму тоа го правиме преку проектот за поврзување на локални улици и патишта, преку Министерството за транспорт и врски со вредност од некаде околу 70 милиони евра, средства кои што владата ги дава на општините за реализација на локалната патна мрежа. Во општина Штип инвестиравме значајни средства за многу проекти, особено во делот на патната инфраструктура. Предходно преку Министерството за транспорт и врски ја реконструиравме улицата Панче Караѓозов и крстосницата во населбата Сењак, а потоа продолживме со обновување на улиците Пети Конгрес, Браќа Даневи и Солидарност, токму каде што се наоѓаме денес на увид на постојувањето на сообраќајната сигнализација. Со овие проекти штипјани имаат побезбедна патна инфраструктура, посочи Бочварски, додавајќи дека во теке изградбата на браната Отиња, како и водоснабдувачкиот систем во градот. Ја градиме браната на река Отиња, деценискиот сон на штипјани. А исто така, со изградбата на водоснабдителниот систем обезбедивме и вода за пиење и во населбата Македонка и во уште неколку други населби од градот. Регионално, исто така, морам да потенцирам дека оваа влада ги изгради експресните патишта Штип-Кочени и Штип-Радовиш. Го реконструиравме транзитниот пат на Штип, со што Штип стана главна крстосница и економски центар на истокот. За овие проекти инвестирани се околу 53 милиони денари. Предходно, централната власт изврши реконструкција на улиците во населба Автокоманда, реконструкција на Широк дол, улицата Христијан Карпош и крак 1 и крак 2 на улицата Асном.